Минатата 2021 година беше година на враќање. Знаете, во историјата има години и векови на создавање, меѓутоа и години на навраќање. Токму таква година беше 2021, кога буквално се навративме кон два големи, навистина големи значени јубилеи за македонската книжевно-јазична историја. 95 години од смртта на Крсте Петков Мисирков и 100 годишнината од роѓањето на Блаже Конески. И двата, тоа се стожерни ликови за македонската историја. Всушност, кога говориме за Конески и за Мисирков, ние говориме за двата најголеми столба кои што се длабоко вкопани во создавањето и на македонскиот јазик и се разбира на современата македонска држава. Кога говориме за Конески и за Мисирков, се разбира говориме за филолози и лингвисти од светски глас. Тоа се нашите стратези, заради тоа што и Мисирков и Конески се на некој начин носители на двете големи епохи во македонската историја. Секогаш кога говориме за нив се навраќам на она мисла на академик Старделов, кога нели говори за петте најзначајни епохи во македонската историја и петте големи дејци кои што пак на своји плеки ги носат тие епохи. Последните двајца, Крсте Петков Мисирков и Блаже Конески, се носители на двете големи епохи, нели на едниот Мисирков го премостува 19-тиот век, а Блаже Конески всушност ја продолжува неговата мисија. И без нивниот лик и нивното дело, всушност ние денеска не можеме да говориме за нашето постоење, за нашиот континуитет назад во времето. Како што вели Конески, ќе го цитирам заради тоа што тој посвети дел од своето творештво токму на Крсте Петков Мисирков. За книгата за македонските работи, кога тој се навраќа, говори за всушност едно дело кое што е на некој начин основоположничко дело за современата македонска историја, и тоа е дело кое што е создавано, знаеме, во 1903 година. Тоа е време на она раздобје во македонската историја, кога и како народ, нели, ги доживуваме оние болни удари по кревкото тело на македонското ослободително движење. И токму она парадигма поставена од Крсте Петков Мисирков добива своја опширна елаборација токму во делото на Блаже Конески. И не можеме да ги раздвоиме Мисирков и Конески. Кога говориме за двајцата, всушност говориме за Мисирков како оној кој што ја постави парадигмата за кодификацијата на македонскиот литературен јазик и создавањето на современата македонска држава, и од друга страна за Блаже Конески, човекот кој што на некој начин го продолжи Мисирковото дело преку неговото лично учество и залагање за кодифицирањето на македонскиот литературен јазик, еден логичен чин кој што следуваше по векови наше јазично зрење.